Добро вечер, вечерни вести. Во Кривичниот суд продолжи судењето за самоубиството во Тафталиџе. На рочиштето беа презентирани нови аудио и видеоснимки од физичкото и психичкото насилство на Стојанче врз Ивана. Обвинителството, како доказ пред судот, приложи мислење од психијатар за психичката состојба на Ивана пред самоубиството. Судењето продолжува в петок со сведочење на обвинетиот Стојанче Јовановски. Нови докази, меѓу кои и вознемирувачки видеоснимки, беа презентирани во судницата против обвинетиот Стојанче Јовановски. На една од видеоснимките се гледа како тој и удира шлаканица на Ивана во близина на Кривичниот суд, на само 2 часа пред трагедијата, во која загинаа Ивана и незината 6-годишна ќерка Катја. По инцидентот кај Кривичниот суд, Ивана повикала полиција. Полициските службеници кои пристигнале таму разговарале со присутните и си заминале, што се гледа и на снимката. Според обвинителката, полицајците и посочиле дека доколку повторно ги повика, може да се соочи со кривична пријава за лажно пријавување. На едно од претходните рочишта, сведокот Саздов кажа дека тогаш Ивана пред полицијата само молчала од страв. Адвокатката на семејството на Ивана, Неда Чаловска, бара строга казна за однесувањето на полицијата. Можеле да го лишат од слобода заради тоа што имало пријава на насилство. Исто така требале веднаш да исконтактираат со инспектори за семејно насилство и тие да исконтактираат со надлежен јавен обвинител. Меѓутоа ништо од тоа не е направено и затоа сакам да истакнам дека освен овој случај кој што нели очекуваме да биде во целост прифатено обвинението како што е и да има максимална казна, сепак очекуваме и разрешница за постапувањето од страна на полицијата и тогаш за нас, за овој конкретен случај, односно како оштетени, ќе биде целосно завршување на процесот и добивање на правдата. Обвинителството покажа снимки и од приватниот телефон на обвинетиот Јовановски, направени на 10 февруари годинава. Стојанче ја снимал Ивана непосредно откако таа го пријавила на 112 за семејно насилство. На видеото се гледа како таа стои во ходникот од семејниот стан, плаче и се брани со рацете и го моли да не ја удира повеќе. Не ме удирај веќе, зошто ме удираш? Дрогата ти го исуши паметот, Стојанче, се утепа од дрогирање. Со дрога во гепек те фатија и глумиш дека не е твоја зашто не ти се оди во затвор. На друг видеозапис се гледа дека Ивана стои во ходникот пред вратата, видно вознемирена и расплакана, а Стојанче цело време ја снима и се смее. На снимката Ивана ја подкрива блузата и пак ја спушта и му вели: Сега викна полиција и чекај си ја, да им кажеш што имаш направено. Зошто ме истепа и ми викна полиција? По бубрези ме маваш зашто сам имаш кажано дека татко ти те мавал по бубрези кога бил полицаец, за да не се познава. А по скали што ме бутна во болница пред сведоци, што сакаше да ме убиеш и што те пријавив? Колку пати ме имаш тепано? Во систем колку пријави има дека има семејно насилство од твоја страна? Кога обвинителката предложи да се запре видеото, бидејќи во продолжение се слушаат навреди, Стојанче реагираше и бараше да се гледа до крај. Дополнително, обвинителството презентираше и вешт наод од психијатар и психолог, според кој психичката состојба на Ивана била сериозно нарушена како директна последица на долготрајно семејно насилство. Во доказната постапка беа вклучени и документи, договор за дарување на стан, обдукцијски извештаи, како и наоди од Центарот за социјални работи, со цел да се подкрепи тезата дека обвинетиот ја навел сопругата кон самоубиство. Стојанче Јовановски се товари за 3 кривични дела: насилство и телесни повреди, загрозување на сигурноста и наведување на самоубиство. Билатералните прашања во ниту еден момент не смеат да го спречат процесот на проширување, порача министерот за надворешни работи на Белгија Максим Прево, кој е во официјална посета на земјава на покана на македонскиот колега Тимчо Муцунски. На средбата била потврдена силната поддршка од Белгија за евроинтеграциите на Македонија. Еден од главните услови за успех на процесот на пристапување и проширување е самата Европска Унија да се закаже состанок за да го ревидира својот процес на одлучување. Мислам дека функционирањето на овие 27 земји, априори утре доколку сме повеќе бројни, треба да се повикаме на квалификуваното мнозинство
кое што ќе одземе еден дел од правото за едногласност. За нас постои јасна волја дека овие уверувања треба да бидат дадени на Северна Македонија, откако таа ќе направи таа ревизија, дека патот ќе биде деблокиран и отворен. Да му се заблагодарам на министерот превоз за континуираната и принципиелна поддршка што Кралството Белгија ја дава на нашата држава на патот кон полноправно членство во Европската унија. Особено ја цениме јасната позиција дека евроинтегративниот процес мора да се темели на исполнување на копенхагенските критериуми од страна на земјите кандидати. Но клучна е и подготвеноста на самата Унија да спроведе неопходни внатрешни реформи за прием на нови членки. Премиерот Мицкоски вели дека имал чувство оти е можно набрзо да бидат отворени истраги и постапки против екс-државни функционери. И денеска порача дека останува на ставот дека доколку поранешниот премиер Груевски се врати во земјава, ќе заврши во затвор. Од СДСМ во ваквите најави препознаваат политичка присметка и притисоци врз институциите. Јана Јосифовска. Премиерот Мицкоски нема информации, но има чувство дека набрзо ќе се гонат поранешни функционери и премиери од владите на СДСМ, коментирајќи ги прозивките од опозицијската партија и прашањата дали владата ќе преземе чекор за екстрадиција на екс-премиерот Никола Груевски по смената на власта во Унгарија. Мицкоски денеска возврати дека очекува ист критичен пристап од опозицијата и во случаи кога под истрага или судски постапки би се нашле нивни функционери. Очекувам од истата оваа опозиција да биде вака критички и да се однесува вака критички како што сега се однесува, кога имам чувство дека набргу високи функционери од претходната влада на СДСМ, поранешни премиери, претседатели на влада, нивни блиски од семејството и така натаму ќе бидат опфатени со одредени прогони. Имам чувство, не велам дека имам информација, имам чувство. Очекувам дека и тогаш кога тоа ќе се случи, исто така ќе имаат вакви пресконференции и тогаш нема да велат дека тоа е политички прогон, туку истите тие ќе ги повикаат да одговараат пред органите. Од СДСМ возвратија, имаме чувство дека стравот му влезе длабоко во коските на Мицкоски. Од партијата велат дека сите мора да бидат еднакви пред законот, вклучително и оние кои денес седат во премиерската фотелја, како и сите оние кои државните институции ги користеле за лична и партиска корист. Во врска со можната екстрадиција на Груевски од Будимпешта, Мицкоски денеска кажа дека нема што да додаде на вчерашниот став дека ако екс-премиерот се појави во Македонија, ќе заврши во затвор по правосилните судски пресуди. Па јас поврзано со таа тема, тоа што имав да кажам, го кажав во текот на вчерашниот ден и немам што да додадам. Мораме во државата да имаме подеднакви услови за сите, без разлика кој бил, како бил, дали некој е сегашен, дали е некој поранешен висок функционер, и тука не треба да има никаква дилема никој, барем додека е оваа влада и додека сум јас претседател на владата. Но она кое што загрижува е фактот дека од опозицијата се уште не ја научија лекцијата и се уште живеат во оној свој паралелен свет, па никако не можете да слушнете, да речеме, да го повикаат Васко Ковачевски да се врати и да се соочи со правдата. Од Министерството за правда околу прашањето за екстрадиција на Груевски соопштија дека прво ќе го чешлаат неговото досие и ќе ја прибираат неопходната документација од надлежните судови и обвинителството, пошто како што информираа, ќе постапат согласно позитивните законски прописи. Од СДСМ бараат од Министерството за правда веднаш да побара екстрадиција на Груевски во земјава. По најновата изјава на имиот премиер на Унгарија, Петер Маѓар, дека Унгарија повеќе нема да биде оаза на пребегнати криминалци, сакам да упатам директна порака до Министерството за правда. Без одолговлекување, веднаш да се пристапи кон барање да се врати Груевски онаму каде што го направи криминалот, а тоа е во Македонија. Вестите завршија, останете со Канал 5. Пријатно.